Денес ќе зборуваме за нешто навистина фасцинантно. За едни од најинтересните алатки во психологијата – проективните техники. Ова се методи кои на некој начин ни даваат прозорец кон подлабоките, често скриени делови на човечкиот ум. Зборуваме за нашите несвесни желби, стравови, конфликти, се она што врие под површината. Па, ајде да видиме што се крие таму. За почеток, ајде да пробаме еден мал експеримент. Ова што следува е директно поврзано со самиот начин на кој функционира нашиот ум, па обрнете внимание. Добро, погледнете ја сликава. Што е првото нешто што го забележувате? Нема точен или погрешен одговор. Апсолутно не. Само дозволете првата идеја да излезе на површина. Што е ова? Може би лилијак или некој молец, а може би две фигури што танцуваат? Сега интересното е што, без разлика што сте виделе, самиот одговор открива еден клучен психолошки процес. Тој процес се вика проекција. Психолошката проекција прв пат ја опиша, се разбира, Зигмунд Фройд. Тој ја гледал како еден вид одбранбен механизам. Значи, кога имаме некои мисли или чувства кои ни се, да речеме, непријатни, наместо директно да се соочиме со нив, ние нисвесно ги проектираме нанадвор. Ги припишуваме на други луѓе, на светот околу нас. Еве една супер аналогија за полесно да го сфатиме ова. Замислете го умот како филмски проектор. Една двосмислена слика, како таа дамка од мастило, е всушност само празно платно. А филмот, што се прикажува на тоа платно, тоа е содржината од нашето несвесно. Тоа е нашиот внатрешен свет проектиран нанадвор. И тукму овој принцип на проекција е темелот на цела една фамилија психолошки алатки. Психолозите ги имаат поделено во 4 главни категории и секоја од нив на свој начин се обидува да допре до несвесното. Значи, секој од овие типови користи различен клуч за да го отклучи умот. Асоцијативните бараат брза инстинктивна реакција. Конструктивните пак ја поттикнуваат креативноста, да се создаде нешто, например приказна. Комплетивните ја користат нашата природна потреба да довршиме нешто што е нецелосно. И на крај, експресивните ни дозволуваат да се изразиме невербално преку цртеж или игра. Добро, теоријата е интересна, ама како изгледа сето ова во пракса? Ајде сега да дзирнеме во двата можеби најпознати проективни теста во историјата на психологијата. Првиот е секако Роршаховиот тест. Сигурно сте слушнале за него. Ова е класичен пример за асоцијативна техника. Но, клучот тука не е само што гледа личноста во дамките. Многу поважно е како доаѓа до тој заклучок. Дали одговорот е базиран на формата, на бојата, или може би се перципира некакво движење. Секој детај носи важна информација. Потоа, го имаме тематичкиот аперцептивен тест, или ТАТ. Овој спаѓа во конструктивни техники. Тука, фокусот целосно се менува. Не се работи за интерпретација на форми, туку за создавање приказни. На личноста и се покажуваат слики со двосмислени социјални сцени и се бара да раскаже приказна. Процесот е навистина брилјантен во својата едноставност, а истовремено длабоко откривачки. Приказните што се создаваат воопшто не се случајни. Тие се како ехо на нашите сопствени искуства, на нашите потреби и внатрешни конфликти. Психологот потоа ги анализира тие наративи и бара теми кои се повторуваат, клучни мотиви во животот на личноста. Сега сето ова звучи неверојатно, но не е се така едноставно. И покрај нивната моги да нурнат длабоко во психата, овие техники од секогаш биле и се уште се прилично контроверзни. Низ годините за нив се водела сериозна дебата во психолошката заедница. Тука е главната тензија. Од една страна, овие тестови нудат неверојатно богатство од информации, нешто што стандардните прашалници едноставно не можат да го доловат. Но од друга страна, критичарите со право прашуваат колку е ова навистина научно. Тие укажуваат на субјективноста во толкувањето, на тоа што резултатите многу зависат од психологот и на недостатокот од цврсти научни докази за валидност. Па, тогаш се поставува прашањето зошто? И покрај сите овие дебати, овие техники се уште се толку релевантни. Што е тоа што ги прави, на некој начин, незаменливи? Па одговорот изгледа лежи во нивната уникатна способност. Тие се како мост помеѓу она што свесно го знаеме за себе и целиот оној скриен, несвесен свет кој постои во нас. Значи, тие не се само алатки за поставување диагноза, туку и алатки за интеграција.
Ни помагаат да ги разбиреме и да ги прифатиме сите димензии на нашата личност, и свесните, и несвесните. Можеби најдобриот начин да гледаме на нив не е како на строги диагностички алатки, туку повеќе како на патеки кон самооткривање. Тие се всушност покана. Покана да го истражиме сопствениот внатрешен пејзаж, што ни нуди можност за вистински личен раст и за подлабоко разбирање на самите себе. И со тоа да завршиме со едно прашање за размислување. Ајде да замислиме за момент дека внатрешниот свет на секој од нас е една книга полна со приказни што чекаат да бидат прочитани. Кога несвесниот ум би имал можност да раскаже приказна, што мислите, што би открил? Кои теми, кои ликови и кои заплети би се појавиле на тие страници?